Добра вечер, почитувани гледачи. Добро дојавте во емисијата За или Против. Како завршиток на оваа недела би сакала да ги отвориме најзначајните точки кои што беа во фокусот на јавноста изминатиот период. Секако она што најмногу можеше да се чуе на партиските говорници преку соопштенијата и пресконференциите остануваат секако во фокусот последиците или од она што резултатите од она реакциите по гостувањето во вечерното шоу на Богдан на поранешна специјална обвинителка Лейла Кадриу, која што буквално ги раздвиша работите и изнесе одредени информации, меѓутоа исто така запленетата марихуана во Србија исто се уште е во фокусот, но во фокусот денеска имаме нови работи со кои што сакам да ја започнеме оваа емисија, позитивни и со кои ќе ги разговарам сите овие теми со пратеникот Бране Петрушевски. Добра вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Како што кажав, на пресконференции најчести беа овие две работи кои што беа во фокусот, но оно што денеска е многу значајно и што беше обзнането, особено и од самата во една заедничка изјава помеѓу Белата куќа и Македонија, беше рамката за договор за реципрочна, фер и балансирана трговија со Соединетите Американски држави, во која што во суштина ќе се обезбеди тарифи не повисоки од 15% за одредени за македонските производи, додека пак за одредени производи ќе има и индустрии и до 0%. Ова беше од Злато окарактеризирано како голем успех. Како ќе го прокоментирате вие, бидејќи ова е една многу значајна тема која што буквално денеска стана јавна? Многу голем успех на нашата влада и дипломатија пред се. После оној стратешки договор што го потпишавме со Обединетото кралство, ова е втор сериозен договор на повидок кој што огромен бенефит ќе има и Македонија како држава, затоа што ја позиционира Македонија на една сериозна мапа во светот, меѓутоа и во самата изјава заедничка со Белата куќа пишува дека најстратешкиот партнер на Соединетите Американски држави во Балканот и во овој регион е Република Македонија, што, верувате, многу значи и за потенцијалните инвеститори, и за климата економска во државата, меѓутоа и за меѓународната позиција на Република Македонија. Овој договор предвидува сериозни бенефиции. Пред се, она кое што е најбитно за граѓаните, тоа е дека имаме двојна добивка, односно производите кои што Америка ќе ги извезува во Македонија ќе бидат поевтини затоа што ќе нема царини и граѓаните ќе имаат поевтини производи. Она кое што е добро за економијата е тоа што Македонија е во делот на малкуте земји од светот кои што имаат повластени стапки за извоз во Соединетите Американски држави. Знаете дека со указ претседател Трамп ги подигна на високо ниво царинските стапки, така што Македонија е една од малкуте земји која што е привилегирана и која што ќе може одредени стратешки производи кои што се за Република Македонија да ги извезе на еден пазар кој што е пред се најголем пазар во еден од најголемите пазари во светот, меѓутоа и во најголемата и најсилната економија во светот. Меѓутоа тоа е и една придобивка која што ќе значи одредени инвестиции, странски инвестиции кои што потенцијално може да дојдат во Република Македонија за да ја искористат оваа можност, а тоа нормално ќе значи раст на економијата, добро платени, нови вработувања за нашите сограѓани. Но кога ќе го резимираме, зборуваме дека како една реално малечка земја од Балканот успеваме да потпишеме сериозен договор со најсилната економија во светот и тоа, верувате, во меѓународни рамки значи многу за Република Македонија. Ќе биде ли во поттик за домашното производство и да речеме да се фокусираме малку повеќе во квалитетот, во сето она што го нудиме? Апсолутно, и тоа е едно од стратешките правци кои што сакава влада ги заземе, затоа што ние сме држава која што има потенцијал, држава која што може да извезува квалитетни производи, може да извезува високо квалитетни производи, каде што во самите производи може да бидат вградени сериозни технологии, затоа што веќе имаме едно ноу-хау од одредени странски инвестиции овдека. Со вакви договори добиваме ново знаење, ново ноу-хау и мислам дека бизнисот е
доволно компетитивен овдека и способен да ги искористи овие можности кои што ги дава владата, а несомнено дека изминативе 2 години сериозно се инвестираше во бизнисот во Македонија, се даваа поволни кредити, се даваа поволни економски мерки, економски политики кои што требаше да го зајакнат бизнисот. Сето ова кое што се прави низ една стратегија, низ еден план и визија која што ова влада ја има пред се за подобрување на економијата на државата, меѓународниот углед и на крајот на криштата за бенефит на сите граѓани на Република Македонија. Уште една вест која што ја соопшти министерот Николовски дека Народното собрание на Бугарија го ратификувало договорот меѓу Македонија и Бугарија за меѓуграничен железнички тунел, што во суштина и ќе помогне кон она инфраструктура, патна инфраструктура која што исто така би можело да ја придвижи економијата. Ние го ратификувавме во декември, чинам дека беше, тие го ратификуваа. Сега што каква оценка по однос на ова и очекувате ли малку ова да ги олабави односите помеѓу Македонија и Бугарија? Тоа е значаен проект за Република Македонија, железничко поврзување со Бугарија, односно коридорот 8, кој што вака се нарекува и НАТО коридор и е стратешки коридор не само за Република Македонија, туку и за цела југоисточна Европа, па и цела Европа. Меѓутоа беше погрешно почнато од претходната влада со заглавен проект кој што водеше во тунел во кој што потоа немаше извесен крај, односно ние ќе работиме, ќе правиме пруга, така го замислиле они, а од другата страна немаше никакви инвестиции, никакви премрдувања и требаше да заврши пругата во еден тунел. Она кое што успеа да го направи ова власт со доаѓање на власт и она кое што вице-премиерот Николовски го направи е да отвориме разговори, да извршиме своевиден позитивен притисок и преку Европската унија и Европската комисија, која што има интерес овој проект да се заврши, да обезбедиме паралелно како ние ја градиме пругата до Бугарија, истото да се случи од спротивната страна и на согласно проектот во еден момент кога тоа ќе се заврши, заеднички да ги споиме пругите и да Македонија се поврзе со Бугарија соодветно со железничка пруга. Проектот во прва фаза се заврши, тоа е делот од Куманово, првата фаза која што води до Паланка, втората фаза е во завршна фаза веќе, се работи интензивно и останува уште третата фаза, тоа открива Паланка до самиот граничен премин, кој што е дел од овој меморандум и мислам дека наскоро ќе се започне со реализација и на овој стратешки проект, со што како држава ќе добиеме не само поврзување железничко со Бугарија, меѓутоа и ќе добие економијата нова можност за подобар развој, затоа што инфраструктурата е најбитна за побрз економски развој и тоа е она кое што интензивно овие 2 години го прави оваа влада. Што друго е клучно во делот на економијата, имајќи предвид дека добрата економија значи раст на државата, од ваше гледиште, од она што вие го имате и како информации, како пратеник, меѓутоа и како политичка фигура, каде треба да се движиме кога станува збор за економијата, подобрување на економијата, за на крај на денот ќе стигнеме до прашањето за платите, меѓутоа за да може да се подобрат и платите, животниот стандард и што подразбира подобар живот на граѓаните. Барем според мене клучен фактор за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните во Република Македонија е подобрување на економијата и економскиот раст. И тоа оваа влада го работи стратешки во неколку сегменти. Еден од најбитните сегменти е инфраструктурата. Значи зборувавме сега за коридорот 8 железничката, паралелно се работи коридорот 8 во патниот сообраќај, автопатите кои што се градат, коридорот 10. Имаме проект кој што се работи во делот на коридорот 10, исто железничка, брза пруга, која што многу ќе значи и за товарниот сообраќај, и за патничкиот сообраќај, и генерално подобрување на целокупната инфраструктура во Република Македонија, што е неопходно на бизнисот. Другиот клучен сегмент е да му се даде соодветна поддршка на македонскиот бизнис, и тоа го работевме изминатиот период, пред се како влада, со поволни кредити кои што беа обезбедени за самите бизнисмени и економија во Република Македонија, со што ќе ги зајакнат соствените капацитети за да може да произведуваат поквалитетни производи и нормално она кое што го работиме на меѓународен план е овозможување нашите производи да стигнат што поевтини до другите држави, вклучително и ова кое што се прави со Соединетите американски држави, и нормално да се стекне едно ново знаење, да се увезе одредена технологија преку странските инвестиции кои што би дошле во Република Македонија и онаа соработка која што имаме со нашите стратешки партнери и Соединетите американски држави и Обединетото кралство и Европската унија.
овие три сегменти ќе му овозможат на бизнисот да расте во Република Македонија. А нормално, што расне бизнисот, логично, апсолутно е дека ќе растат и платите во Република Македонија, затоа што, како што гледате, владата не се фокусира на оние трудоинтензивни гранки како што било во минатото, каде што реално најниски се платите. Ние зборуваме за индустрија која што дава високи плати, за индустрија која што мотивира да што повеќе граѓани се едуцираат во таа насока и да се вклучат во таквото стопанство, односно во таквиот бизнис. Така што мислам дека чекор по чекор, стратешки, со мудри, паметни одлуки, кои што се одлуки во интерес на Република Македонија, на националниот интерес, овозможуваме и економијата полека да расне. Ки има одредени гранки кои што досега не биле својствени за Република Македонија како стопански гранки. Ако станува збор за развој на една држава, особено да бидеме, чинам дека министерот Стефан Андоновски кажува дека може да бидеме, кога станува збор за дигитална трансформација, за иновации во делот на, може да земеме таа лидерска позиција барем на Балканот. Имаме потенцијал, апсолутно дека имаме потенцијал, имаме доволно квалитетно образование, можност за образование во Република Македонија во таа сфера. Имаме паметни луѓе во Република Македонија, тоа е факт. Поентата е да не ни идат надвор, да ги задржиме тука и да им овозможиме она кое што евентуално би го заработиле кога би излегле надвор, истото тоа да го заработат тука дома во Република Македонија и да придонесуваат нормално во македонската економија. Не е само дигиталната трансформација тука, каде што сме добри, и тоа има и референци за тоа, и планот за раст сме најдобри во делот на дигиталната трансформација, и генерално, ако се гледа извештајот на Европската комисија, значи имаме и меѓународни референци дека добро стоиме во тој дел. Меѓутоа, она кое што е можеби идни да го истакна и премиерот неколку пати, особено после она посета во Давос, тоа е дека во наредниот период во светот ќе има огромна потреба од електрична енергија и мислам дека стратешката одлука да се формира Министерство за енергетика и инвестициите кои што треба да дојдат во енергетиката ќе дадат исто дополнителен импулс во економскиот развој на Република Македонија. Кога станува зборове за бизнисите, би сакала да се навратам сега на нешто што беше доста актуелно периодов, особено и во оние пресконференции кои што вие ги држите во партиското седиште, тоа е една од најжешките теми периодот, тоа е запленетата марихуана во Србија, која што отвори низа прашања поврзани со самото производство, пласманот и какви правилници се носеле. А вчера лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче, поранешен министер за здравство, имаше гостување во кое што беше прашан за овие жешки теми, па вели дека нема никаква поврзаност со фирмата од Македонија за која што и се сомнева дека била вклучена во целата таа нелегална трговија со марихуана. Денеска вие на пресконференција извадивте на фотографија со некој човек за кој што велите дека е собственикот на таа фирма. Ќе ни објасните ли со кои информации располагате и што е тоа што вие овие денови на пресконференција го кажувате и која е поврзаноста помеѓу овие високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз, сегашни или поранешни, со сето ова што се случува поврзано со скандалот со марихуаната? Ќе ми дозволите да се навратам кратко во минатото за да дадеме целосна слика на се ова кое што се случува. Значи, со доаѓањето на власт на СДСМ и Зоран Заев и министерот за здравство Филип Четовешен, тие имаа одредена стратегија да го развијат бизнисот со марихуана во Република Македонија. Да, чинам дека и тој го кажа дека е убаво да се развива во вчерашното интервју, ако има потенцијал да се развива. Но тука има една суштинска разлика. Кога се произведува канабис за медицински цели, има строго пропишани норми како се произведува тоа масло, за да може да биде составен дел од некаков медицински лек или производ. Тоа се вика GSM норми кои што барат строго контролирано производство на канабис, кој што треба да биде во затворени простории со вештачки светла, со контрола на влажност, на температура и се она кое што значи едно производство индустриско за потребите за медицинските цели. Се обидоа тогаш и Зоран Заев и таа влада на СДСМ да ги заобиколат овие норми и да овозможат марихуаната да се произведува на отворено и дури се обидоа со еден закон, измена на закон, за која што за среќа благодарение на
блокадата на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ не се донесе, а тоа е една комплетна легализација на марихуаната во Република Македонија, правдајќи го тоа дека Македонија ќе била туристичка атракција и уживателите на марихуана ќе дошле тука во Македонија за да имаме некаков економски бенефит од тоа, иако граѓаните беа строго против тоа, затоа што покрај вака економските придобивки, ако можеме така да ги наречеме, во позадина на сето тоа има многу негативности кои што би ги добиле граѓаните, меѓутоа суштината беше дека тој бизнис и во тој момент и понатаму беше контролиран исклучиво од Зоран Заев, Венко Филипче и луѓето околу него. Ако се погледне кои луѓе добиле лиценци, тоа не се луѓе кои што се експерти во таа област, кои што имале некакво искуство, кои што не се поврзани со СДСМ, туку напротив, тоа исто исклучиво луѓе од семејството на Заеви, блиски луѓе до семејството на Заеви, блиски луѓе до СДСМ и Филипче, и не случајно најголемиот процент од овие лиценци се добиени во Струмичкиот регион, каде што Зоран Заев има најмногу блиски луѓе. Онаа дрога која што Министерството за внатрешни работи по насока на јавен обвинител ја заплени во Република Македонија како продолжение на онаа истрага, од вкупната дрога преку 2/3, односно 30 тони е заплената во фирма во кој што собственик е поранешен функционер на СДСМ, близок со Заев и со Филипче. Тие се обидува неколку пати првично тоа да го негираат и затоа ние денес извадивме фотографија во која што се гледа дека и како се блиски овие луѓе. Сега, откако они не успеваат во нивно време да го протнат законот за да ја легализираат комплетно марихуаната, за да може да ја произведуваат на отворени површини или вака народски кажани на секоја нива, тие што прават? Тие смислуваат одреден начин како тоа да го направат, бидејќи не може да го сменат законот, бидејќи го блокира опозицијата, тогаш на ВМРО-ДПМНЕ, тие си наоѓаат еден правилник, а тоа е подзаконски акт, кој што никако не смее да биде различен или спротивен од она кој што го бара законот, меѓутоа тие си го менуваат тој правилник затоа што подзаконските акти се менуваат со подпис на министер, нема потреба од гласање во собрание, и овозможуваат во тој правилник производство на канабис на секоја нива. Тоа го прават во време на влада на СДСМ и Зоран Заев. И сега и вчера на тоа интервју, Венко Филипче ова не го негира, меѓутоа вели обратете се до тој министер кој што бил тогаш. Извинете, но во една влада се работи тимски. На сите седници присуствуваат сите министри и сите акти мора да бидат разгледани од владата на одредена седница. Така што малку е чудно да каже поранешен министер за здравство, човек кој што бил и текако во високите врвови на СДСМ, дека не знаел што се прави, а од друга страна бенефитот тоа да има лидерот на СДСМ, тогашен премиер, луѓето околу него, луѓето кои што се блиски до СДСМ и за тоа да остваруваат енормни профити. Суштината на оваа приказна е дека планот не им успева првичен како што го замислија да менјаат закон и незаконски променуваат одреден правилник како би овозможиле на тие луѓе да се стекнат со енормно богатство и еве каде ја доведува Македонија да биде буквално Колумбија на Балкан. Очекувате ли ова да биде едно одмотување на клопчето и да се проширува сето ова? Апсолутно да, особено Каде би се движело еве? Па еве ја и денеска реков, ако порано велеа дека сите патишта водат кон Рим, сега сите криминали и корупции во Република Македонија водат на кај Зоран Заев и Венко Филипче, така што натаму ќе оди, а доволна потврда за тоа е и паничната реакција нивна, првично на Зоран Заев, кој што после, како што самиот во тоа писание изјави на Facebook, дека 5 години не коментирал политика и одеднаш се јави дека мене лично ќе ме тужи како човек кој што ги изнел овие работи во јавноста. За информација на јавноста, веќе недела дена помена од таа негова објава на Facebook. Се уште немам добиено никакво известување од надлежни институции дека ова е заплашување некој, како го гледате? Па јас го гледам ова повеќе дека е оправдување пред некое свое условно кажано гласачко тело, за да се оправда самиот себе си. Мислејќи дека со еден таков напад спрема мене ќе испадне невин во очите на некои луѓе кои што него го поддржуваат.
И искрено да бидеме, јавно кажувам дека не очекувам воопшто дека тој ќе покрене тужба. Зошто? Затоа што апсолутно не постои никаков основ за тужба за клевета. Затоа што сето она кое што е кажано на пресконференциите кои што ги водам, се факти кои што се подкрепени со претходни информации изнесени во јавноста, така што мислам дека е блеф негов. И исто така потврда е и вчерашното нервозно интервју на сегашниот лидер на СДСМ, кој што во една така панична ситуација реагира агресивно, наместо да одговори на нормални, логични новинарски прашања, тој возвраќа со напади, со контрапрашања, со мешајки луѓе кои што апсолутно немаат никаква врска со приказнава, се со цел да се обиде исто така да се некако оправда. Мислам дека на секој еден во Македонија му е јасно дека бизнисот, ако може да се каже бизнис со марихуана, процвета во времето на владата на Зоран Заев, каде што министер за здравство беше Венко Филипче. Лиценците кои што ги имаат во Македонија се луѓе кои што се блиски до овие луѓе и мислам дека одмотувајќи го ова клопче, јавното мнителство ќе дојде до вистинските инспиратори на овој криминал, а тие според сите индиции се Зоран Заев и Венко Филипче. Од друга страна добивте и такви одбинувања дека се следело движењето на Филипче, се знаело каде е, што е, дали на кои пати што одел, каде се движел. Вие рековте дека тоа е јавна личност и дека не треба нели во суштина да се го следите ли секој чекор, не вистински, туку еве да речам буквално да пазите што прави и како прави. Не, ама знаете како сега ние сме јавни личности, препознатливи во околините, луѓето не препознаваат и нормално е дека доколку приметат одредено движење или некакво дејство кое што не соодветствува со нормалните дневни рутини, дека истите како се пособневаат во нешто и ќе известат некој друг, така што ние информациите генерално ги добиваме од луѓе кои што ги сретнале на граница, се разминале со нив, ги виделе некаде. И политичарите се најпопуларни кај нас во Македонија. За жал е така, јас морам тоа кој го спаѓа во таа друг група, факт кој што не можеме да му затвориме очи дека најпопуларни се политичарите. За жал е така, иако лично сметам дека тоа не треба да биде така и мислам дека како држава ќе се движиме во правец во која што нема да бидат препознатели политичарите, затоа што чекор по чекор ќе бидат средени работите во општеството и се надевам дека ќе бидат идоли на младите луѓето кои што успеале во науката, луѓето кои што јас сум горд на пример прочитав вест дека едно девојче од Куманово ќе учествува на математичка олимпијада светска, што е фантастичен успех и мислам дека такви луѓе треба да ги правиме популарни, идоли на младите, спортистите да не ги заборавиме кои што исто така треба да бидат популарни, уметниците и така натаму. Мислам дека полека но сигурно државата ќе оди во тој правец, а ние политичарите ќе останеме непрепознатливи. Да, до тогаш треба, за жал имаме одредени работи кои што излегуваат на површина за кои што јавноста уште не ги заборавила, но нив е да речеме модуларната болница во која што за жал загинаа 14 лица, автобуската кај Ласкрци, уште една автобуска несреќа имавме низа на несреќни случаи во која што за жал немаше нешто што може да го забораваме, туку имаше сериозни жртви последната она нели во Кочани која што се уште се свежи сеќавањата и за останатите меѓутоа станува збор за голем број на жртви. Во гостување кај нас на телевизија Алфа во вечерното шоу на Богдан, поранешната специјална обвинителка Лейла Кадрил искажа многу сомнежи поврзани не само со работењето на специјалното јавно обвинителство, туку и со работењето кое што таа го имала додека го водела случајот поврзан со модуларната болница во Тетово, а денеска на пресконференција потсетивте од тврдењата кои што ги имаше поврзани со тоа дека немало никаков, односно немало елаборат за струјата во модуларната болница во Тетово и за дискутабилноста во цената, односно и квалитетот во кој што тие били изградени. Ако чинеле, да речеме, 300.000 евра, за нив биле обезбедени 30 милиони евра. Сето ова е во времето кога министер е актуелниот лидер на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче, за кој што не слушнавме, нели, можеби не сака да коментира или можеби сака да се огради од тоа, но ова се исто така сериозни и безнесени сериозни индиции за нешто кое што се случувало, особено што таа била обвинител на тој случај.
Да, за жал, можеби граѓаните апсолутно не забораваат на овие трагедии, меѓутоа лошо е што оние институции надлежни за прогон пред се јавното обвинителство заборава на овие трагедии, ги остава такви какви што се. Добро е што закочени веќе има брз предмет од страна на јавното обвинителство, неколку се и почна судењето и се надавам и апелирам и молам да тоа се заврши онака како што треба и секој кој што се огрешил пред правдата да си ја добие соодветната казна, затоа што мора во Република Македонија да знаеме дека криминалот, корупцијата, неетичкото, неморалното однесување не сме да биде исплатливо и само со соодветни казни тоа ќе го направиме да биде така за да секој еден функционер знае дека ако погреши ќе одговара, за разлика од она кое што беше до сега да сите тие предмети се ставаат по тепих. Јас се сеќам уште во тој период кога се правеа тие модуларни болници, ние како опозиција реагиравме жестоко. Во собрание се носеа брзи итни законски измени само за да се овозможи да се тоа направи во 4 очи и да нема јавни набавки соодветни на законските норми кои што дотогаш постоеа. Тоа беше во период на COVID корона, кога се беше така малку. Да, и тоа го злоупотребува сега од оваа перспектива. Не можам да кажам дека го користеа, меѓутоа ја злоупотребува тогашната криза. И ги менуваа законите онака како што им одговара за да може да доеме до во една таква ситуација. Значи да имаш изградба на модуларни болници во кои што апсолутно не се испочитувани нормалните стандарди да се употребуваат материјали кои што не горат брзо или се негорливи и така натаму. Се она кое што сега да не навлагам во детали, претпоставам градежниците многу поискусни се во оваа тема, имаше многу анализи во јавноста уште во тој период и свесна јавноста после трагедијата што се правило таму. Дури она што мене лично ме фрапираше беше дента по трагедијата, дента по горењето на живи луѓе во модуларната болница во Тетово. Се извинувам, Филипче прво што направи беше да потпише анекс за да ги ја зголеми цената на чинење на тие модуларни болници, за да претпоставам некако дограби уште некој денар повеќе, што беше страшно. Луѓето кои што работеа на тие спецификации одеднаш исчезнаа, ги снемаа, така што се овозможи на операција на cover-up на се тоа кое што се случило, користејќи ги нормално и инсталациите кои што за жал ги имаат во обвинителството и во судството и еден таков процес да заврши без никаква одговорност и за жал повторно после тоа да не се случуваат несреќи кои што повторно причина за истите е таа криминал и корупција која што ја правеле високите функционери. Добро е што излегуваат луѓе кои што биле вклучени во тој процес, условно кажано од една друга страна, од една друга позиција, кои што укажуваат на се она кое што се правело во тоа специјално јавно обвинителство, што е фрапирачки за нормален секој граѓанин, затоа што јас не можам друг коментар да дадам освен дека во тој период СДСМ си направило свое лично обвинителство, свое лично партиско обвинителство, кое што го користило за покривање на своите криминали и корупции, кое што го користело за политички прогон на неистомисленици и за креирање на опозиција или на кадрова политика на опозицијата согласно нивните потреби. Доколку некој не им се допаѓа, ќе го обвинат и нормално ќе го тргнат од позиција, ќе дојдат некои други луѓе, што е страшно во една демократска држава, во едно демократско општество, во држава која што е претендент да биде членка на Европската унија, во која што мора да владеат едни високи стандарди во демократијата. Она кое што таму се правило не наликува ниту на однесување на 19 век. По се она кое што го слушнавме како сведоштво од луѓе кои што биле таму. Настрана она кое што ние како јавност од страна од оваа страна на приказната сме го слушале и сме го гледале цел тој период и сме реагирале и сме зборувале. Сега имаме изјава, доказ од некој кој што бил внатре, кој што гледал што се случило. Тоа било партиско обвинителство, таму се шетале високи функционери на СДСМ, како Заев, како Шекеринска, како Оливер, како да се дома наредувале кој треба да се обвинува, кој не треба да се обвинува, кој доказ да се зима, кој доказ да не се зима. Страшно за едно општество во 21 век. И сега наместо да имаме постапка за тие луѓе, денеска сме во ситуација да истите тие луѓе се активни во високата политика во Република Македонија и сега ќе слушаме и
пресконференции укажувања на Оливер Спасовски како требало да се реформира правосудството, како требало да се реформира полицијата. Ќе го слушаме Венко Филипче како лидер на опозицијата, како државата демек била изолирана во време кога потпишува историски договори, како била корупцијата требало да се справи во државата, како немало реформи во судството кои што апсолутно секој ден се случуваат и се поздравени од релевантни меѓународни институции. Впрочем, после 20 години Советот на Европа укина постмониторингот за Република Македонија, што е доказ за владење на прави на европски стандарди и така натаму и така натаму. И истите тие луѓе ги држат позициите во опозицијата, во партијата и државните функции кои што ги имаат. Не за да направат нешто за оваа држава, туку да се ги заштитат своите криминали, своите лоши дејанија кои што ги правеле во времето кога биле власт. Тоа е трагично за секој еден граѓанин во Република Македонија и затоа се надевам и очекувам и мислам дека ќе биде така, дека со реформите кои што ги правиме во правосудството, со новите законски решенија кои што ги донесовме, кои што ќе значат независност на јавното обвинителство и на судската власт, со новите кадровски решенија кои што ќе бидат отргнати од влијанието на политиката, ќе започнат овие процеси да го видат светлото на денот, да се направи квалитетна истрага, секој кој што сгрешил, макар тоа бил и премиер, да се одговара согласно позитивните правни норми во Република Македонија. Само така ќе бидеме правна држава и само така ќе одиме напред. Ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, но ќе се вратиме назад со останатите теми, како што се платите, синдикатите и се останато, но мора тука една кратка пауза, па се враќаме за многу кратко назад во студиото, почитувани. Кратка пауза за реклами, па се гледаме назад. Да се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со пратеникот Бране Петрушевски. Зборувавме за она што е најчесто што беше во фокусот на јавноста, сите оние скандали поврзани и реакциите на сето она што беше споделено со јавноста. Но уште една работа е во фокусов деновива, тоа е особено барем се сака да се стави во фокусот, а тоа е минималната плата од 600 евра. Имаше одредени фази кои што Сојузот на синдикатите на Македонија ги најави. Дел од нив предвидува и блокирање на собранието. Вчера беше реализирана така наречена втора фаза, а третата фаза од блокадите што ги најавуваат ќе биде насочена кон владата и ја најавуваат за вторник. Оно што Сојузот на синдикатите го бара е минимална плата од 600 евра и зголемување на сите останати плати за 6000 денари. Како го коментирате вие сето ово? Одржливо ли е? Може ли да се оствари? Затоа постојат правила во форма на закони во секое демократско општество за да може да се превенираат вакви работи и во делот на незголемување на минимална плата и во делот на енормно зголемување на минимална плата. Тоа во нормалните европски земји, вклучително и во Република Македонија, е уредено согласно со закон за минимална плата, првенствено каде што е утврдено дека по формула ќе расне минималната плата во зависност од 50% од растот на трошоците за живот во претходната година, односно инфлацијата, и 50% од растот на просечната плата во Република Македонија за претходната година. Дополнително, како механизам, постои економско-социјалниот совет во рамки на владата, каде што покрај владата членуваат синдикатите кои што се репрезентативни во Република Македонија, во случајот ССМ и КСС, и работодавачите презентирани од соодветните нивни организации на работодавачи. На тој социјоекономски совет таму треба да се разговара за сите прашања кои што се во нивниот домет, вклучително и за потребата од зголемување на минималната плата. Едните да ги стават своите аргументи на маса, другите да ги стават своите аргументи на маса, владата како медијатор се тоа да го возможи, да најдат заеднички договор и се она кое што ќе биде договорено, нормално владата да го испорача во форма на одлуки, закони и така натаму. И тоа исто беше истакнато и од премиерот и од сите кои што се релевантни по однос на оваа тема, а тоа е дека се што ќе договорат работниците и работодавачите ќе биде прифатено од страна на владата. Меѓутоа, она кое што е проблем, она кое што мене лично ме плаши е тоа што Сојузот на синдикати на Македонија, за жал, наместо да си ја работи работата за која што е формиран, согласно
светските синдикални принципи, а тоа е да преговара со работодавачите за работничките права, тој тоа не го прави, туку нивното лидерство кое што е составено од луѓе кои што немаат еден ден работен стаж, луѓе кои што своите функции ги наследиле од своите родители и луѓе кои што очигледно им должат над претходната влада затоа што првенствено председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, без да биде председател на Гранков синдикат, е избран за председател на ССМ, што е нелегално, незаконски согласно статутот на ССМ. Мислам дека сега тој долг го враќаат на оваа влада и се дебело исполитизирани. Дополнително, што вокабуларот и речникот на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, морам да истакам дека многу ме потсеќа на еден председател на една политичка партија во Република Македонија, кој што исто така користи еден таков вулгарен речник. Тој вели дека бил испровоциран особено од видеото на кое што биле неговите деца. Па тоа не е само сега, неговиот речник може да се наврати назад и да видиме како се однесувал и како зборел и претходно, меѓутоа тоа видео е објавено на медиумите, на порталите, на социјалните медиуми, преземано од пратеничка една која што искоментирала, затоа што видите, не може вие од позиција на човек кој што немате еден ден работен стаж, кој што сте живееле функционерски цел живот затоа што татко ви бил лидер во синдикатот. Вие сте синдикален лидер. Да злоупотребувате позиција, затоа што злоупотребувате службени возила, многу други привилегии кои што ви следуваат, кои што работниците одвојувале од својата плата за да вие ги користите тие привилегии, и вие да излегувате во јавност и да морализирате на некој друг како требало да се однесува со тотално небулозни теми и да во јавноста се презентирате како аскет, а во суштина деновите да ви поменуваат во скопските локали, затоа што немате други работни задачи, и да злоупотребувате службени возила за да патувате од Велес до Скопје и обратно секојдневно, и сето тоа ќе повторам на грбот на граѓаните. Така што кога веќе морализирате, кога веќе сакате да бидете во јавниот дискурс во Република Македонија, логично е да очекувате и критика за едно ваше однесување. Она кое што морам да го истакнам за минималната плата е дека дали минималната плата во Република Македонија е доволна за достоинствен живот? Апсолутно не, затоа што е и се вика минимална плата. Дали била доволна во 24-та година, во 23-та година, во 21-та година, во 20-та година, да не се навраќам назад? Апсолутно не била доволна. Дали треба да биде поголем? Апсолутно дека треба да биде поголем. И секој еден граѓанин треба да добие поголема плата за она кое што го работи. Меѓутоа, тоа не може согласно законите во Република Македонија да се гледа еднострано. Доколку со еднострана одлука, со декрет, ја ви рекол, се решава тој проблем, па секоја една држава ќе донела закон за зошто да се ограничуваме на 600 евра. Сега зборувам иронично, зашто не биде 2000-3000 евра минималната плата. Нели? Кога тоа се носило вака со декрет, со гласови на пратеници. Тоа не постои никаде во свет, носење на едностранни одлуки, не постои ниту во Република Македонија. Никогаш во Република Македонија. Во историјата минималната плата не била зголемена еднострано. Секогаш или согласно законска формула, која што била утврдена во закон, или после договор на работниците и работодавачите во рамки на социјоекономскиот Добро да се споменува цело време системското решение кое што е донесено во времето на Социјалдемократскиот сојуз, нели? Но од друга страна па Филипче вели дека има план и Социјалдемократскиот сојуз за како да се дојде до 600 евра паралата, а тоа е преку кратење на непродуктивни трошоци на владата. Изводливо ли е тоа? Не е изводливо, затоа што тие трошоци кои што тој ги нарекува непродуктивни, апсолутно значат кратење на возила за брза помош, за противпожарни возила и така натаму. Значи тоа не се возила кои што се за луксузирање на функционерите, како што тоа вели, затоа што гледате дека не се набавуваат такви возила, меѓутоа се набавуваат возила во МВР и во такви институции. Ти сега, ако треба тоа да не го прави државата и да не може својата основна функција да извршува, тоа е да МВР да биде ефикасно, пожарните служби да бидат ефикасни, другите брза помош да биде ефикасна, тоа е добро. Меѓутоа, тоа е многу популистички пристап кој што има опозицијата, а особено што имала 7 години, сосема доволен период, да се
скратат тие продуктивни трошкови и да се зголеми минималната плата. Меѓутоа, и тоа најголемо зголемување на минималната плата за кое што го се фали СДСМ, изнесува околу 2500 денари. Тоа се зголеми на 300 евро, 18.000 денари, зголемувањето беше 2500 денари. Сега, овој синдикален лидер бара зголемување на минималната плата за цели 200 евра. Од 400 евра, минималната плата да биде 600 евра. Јас истражував, дури користев и вештачка интелигенција, не постои држава во свет, не постои пример во светот каде што минималната плата била зголемена за 50%. Нема таков пример. Владата како работодавач со соодветните синдикати преговарала, разговарала, постигнала договор во здравство, во образование, во сите сектори кои што е надлежна како владата како работодавач да се зголемуваат плати. И секогаш формулата е да биде постепено година по година. Значи, еве последниот пример со јавната администрација. Ќе се зголеми платата за 40% на работниците, административни службеници, меѓутоа низ 3 периоди, односно за 2 години и неколку месеци, што е нормално зголемување за да може да се издржи и буџетски, меѓутоа и во делот на економијата, затоа што на крајот на краиштата економијата е таа која што го полни буџетот и ако ние затрупаме економијата со одредени давачки, нормално е дека таа не може да продуцира пари кои што ќе го полнат буџетот. Така што синдикатот наместо да најде ваква некоја формула која што ќе значи позитивно за граѓаните, за работниците, да им се зголемуваат платите, тие одбираат, тоа мала клика раководство околу нив, одбираат свесно вакви бројки за да водат политика, за да може на една ваква популистичка тема која што би запалила кај секој ден граѓани, затоа што нормално е секој да сака поголема плата, да се обидува да се пресметува со пратеници, со владата за да води политика, а не онаму каде што треба да го насочи својот револт или борба, а тоа е да седне со работодавачите за да се зголеми минималната плата, затоа што во државниот сектор тоа е затворено прашање. Она кое што е жално е што овој синдикален лидер не смогна сили да поздрави еден синдикален договор кој што владата го постигна со гранковите синдикати. Во два случаи тоа беа членови на неговиот синдикат, и во делот на здравството кога се потпиша договорот за зголемување на платите во здравството, и сега ова со административците кога се потпиша со УПОС. Тој не смогна сили ниту нивните успеси кои што луѓе кои што со него стојат на протести изјавуваа заедно до премиерот дека се историски договори за работниците, да ги поздрави, а камоли па нешто друго да очекуваме. Што е поентата? Поентата е дека овој лидер на синдикатот не води синдикална борба, тој води политичка борба. Добро, очекувате, оно што вие го советувате се насочи кон разговори со апсолутно очекувам, затоа што постојат во светот синдикални принципи кои што се утврдени со документи. И Сојузот на синдикати на Македонија како член на тие меѓународни организации синдикални треба да се држи до тие синдикални принципи. Тие синдикални принципи велат не сме владата да се меша во синдикалниот диалог помеѓу работниците и работодавачите и дека фокус на синдикатот е да разговара со работодавачите за да ги напредува работничките права. Кај нас случајот не е таков. Кај нас имаме случај на синдикален лидер кој што води политика, кој што на Facebook се пресметува со пратеници. И тоа не му е сега прв пат, не зборам само за последниот случај. И од минатата година се сликаше со одредени личиња, па мене ме зборуваше, па твитови, фејсбуци, статуси за мене пишуваше. Значи, човекот е обседнат со политика. Тој не води синдикална борба, тој води политичка борба. И го разбирам зашто е така, затоа што должи на претходната влада, должи на сегашната опозиција. Тој не знае што е работничко право, тој не знае што е работничка мака, затоа што во животот нема еден ден работен стаж и се ова кое што го има наследено од неговиот родител и сега мисли дека со одредена популарност, имитирајќи одреден политичар, лидер на една политичка помала опозициона партија, ќе стекне популарност во јавноста и сите ќе го препознаваат и ќе води политичка борба. И тоа е легитимно од негова страна, меѓутоа е на штета на работничките права во Република Македонија. Јас сакам, како што се постигнаа историски договори за зголемување на платите во администрацијата, во образованието, во здравството, во сите други сектори, да се постигне таков договор и за зголемување на минималната плата, кое што ќе биде во рамките на
финансиско-економските можности на приватниот сектор во Република Македонија, тоа да не предизвика дополнителни поскапувања и да не предизвика отпуштање на работници и да не предизвика враќање на принципот на исплата на плата на сметка која што потоа во плик се враќа на работниците. Туку да најдеме решение долгорочно, стратешко, што ќе значи поголеми плати за работниците, поголема минимална плата и нормално подобар и подостоинствен живот на граѓаните, затоа впрочем сме сите и во политиката влезе. Да го заокружиме ово вечерашно гостување со она што е последно како информација што го читам, а тоа е дека владината делегација во Минхен денови ќе остане таму. Остварувани за средби, меѓу другото, оно што последно излезе како информација дека бил на средба во Минхен успел да оствари средба со претседател на Европскиот совет Антонио Кошти. Пораката која што ја праќа од таму е дека Македонија останува посветена на европскиот пат, но заслужува достоинствен и принципиелен процес. Оно што јас ќе ве прашам е како пратеник во Македонското собрание, што за вас значи европскиот пат? Што значи европски живот? Што значи европски пат за Македонија? Европски живот, европски пат за Македонија значи имплементација на европските стандарди во Република Македонија. Во сите сегменти. Јас не можам да се сложам со граѓани кои што велат дека ние треба да бидеме дел од Европската Унија, ама истите да бидат против проектот Safe City кој што значи имплементација на европски стандарди. Јас не можам да се сложам со таква една реторика на граѓани кои што велат дека треба да владеат законите во Република Македонија, ама ако може да не владеат за мене лично. Не, напротив, законите во Република Македонија мора да важат за сите. Стандардите во Република Македонија мора да важат за сите и само така како држава ќе одиме напред. Не е Европската Унија нешто кое што ќе се случи денеска и од утре ние сите ќе имаме огромни плати, економски благосостојба и ќе живееме сите раскошно. Не е тоа Европската Унија. Европската Унија значи еден правец, едни стандарди кои што треба да ги имплементираме во општеството за да имаме поквалитетен живот. Затоа што имаме и моментално европски држави кои што се членки на Европската Унија, а се под статусот економски на Република Македонија, па дури и со помала минимална плата, затоа што често овдека заради манипулација се земаат бруто платите, да речеме во Бугарија, па се споредуваат со нето минималната плата во Република Македонија, а не со бруто. Тоа свесно го прават одредени луѓе за да можат да потигнат едно такво јавно мислење. Така што Македонија природно, географски, културолошки и од секаков аспект припаѓа во Европската Унија и Македонија ќе го следи тој правец барем додека е оваа влада на чело на Република Македонија и овој пример. Меѓутоа тоа никако не значи дека треба да свиткаме кичма, да ги прифатиме уцените кои што доаѓаат од Бугарија или од било која друга држава и да се идентитетски облизличиме. Напротив, вака низ дипломатска офанзива ќе се бориме за нашите национални интереси, ќе се бориме за нашиот европски пат, меѓутоа ќе работиме дома преку сите проекти кои што се работат да тие стандарди, тој начин на живот го доведеме овдека дома во Република Македонија. И на крај, оваа средба на премиерот со Кошта е само уште еден убав демант на изјавата на лидерот на опозицијата дека Македонија била изолирана држава. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Ви благодарам за можноста. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или против. Јас ќе ви посакам убав остаток од вечерта, убав викенд пред вас и секако гледајте телевизија Алфа.